Дали во најскоро време ќе има разрешница на ситуацијата за одржување на локални избори се уште е неизвестно. На одржаната седница на управниот одбор на ЗЕЛС на 17 март се донесе одлука мандатите на советниците и градоначалниците да траат до 15 мај, што значи дека до овој датум нема да биде доведено во прашање функционирањето на општините. Доколку до крајниот рок не се формира нова општинска власт, функцијата градоначалник од страна на актуелниот прв човек на градот ќе биде доверена на општинскиот секретар. Законскиот рок во кој може да работи советот и градоначалникот на општина Куманово ќе биде крајот на првата половина на месец мај. Правното толкување секогаш го дава законодавната правна комисија од Собранието на Република Македонија, меѓутоа бидејќи таквата не е конституирана, тогаш вториот орган од кој беше барано мислење беше органот Министерство за правда. Мислењето беше добиено од нив и во согласност на тоа, со препораките од ЗЕЛС кои ги добиваме ние како совет и градоначалникот, ќе постапуваме по истите. Во однос на тоа како работеше Кумановскиот совет и градоначалник К3 ги праша граѓаните кои се со поделени мислења. Согласни се во едно, на Куманово му недостигаат уште многу работи, како што е подобрување на инфраструктурата, хигиената и основните услови неопходни за живот. Ако истиот советнички состав и градоначалник влезат во трка за повторен мандат, дел од анкетираните ќе гласаат за нив, дел не. Задоволен сум да ви кажам право, не знам, он сигурно нема право да се кандидатира. Може уште некои работи да се направат. Што му недостасува? Па еве на пример нема градско WC, едно би требало да има, чешми да има овдека тие и така. Тоа е. Друго не знам да ви кажам право, за нас мислам обични граѓани тоа најповеќе треба. А други работи има си совет тамо, па оне не хареса. Работеа ли според она за кое што се избрани во корист на граѓаните? Па ја мислам дека работе, сега не знам ја што има тамо, нели си има програма совет на општина, си има програма и мислам дека таа програма реализира. На Куманово се недостатуе, што нема што му не му фали, само мисло патуе, немам кој да идемо. Задоволни ли сте од тоа како работеше Кумановскиот совет годините? Па во целина сме задоволни како граѓани, сме задоволни со работата на советниците и на градоначалникот. Меѓутоа сега чекаме одлука со ново формирана влада, кога ќе се закажат нови избори, локални. Мислам дека во ред. Работеа ли во корист на граѓаните? Работеа во корист на граѓаните. Има некои проекти, некои што има да работат. Заслужуваат ли повторно да добијат мандат од граѓаните? А за тоа народот одлучува. Па за мој дел ништо Бога ми не се направили. Во кој дел живеете вие? На Железничко. Што недостасува таму? Па прво и основно пут немам. Нема ништо. Као да сме избацени од држава, да не живееме таму. Дупке. И кола, и деца до кал. До колена у кал замажени у школу, појде не може. Нема ништо. Од обеќањето ништо нема. Иначе да се заслужиле не вечно ќе владее, те што ќе го направи на пример. Се како има корист деца, ми жители таму, ќе гласиш за тога човек. Ако не, како лъжете, значи за избори, ќе направиме овој, пројделе избори, нема никој нигде. Доколку не се создадат услови за распишување и одржување на локални избори, ќе настане состојба кога институциите кои се под надлежност на општината, образовни установи, културни институции, јавни претпријатии и противпожарни единици не ќе може да ги извршуваат своите надлежности.